Се повеќе родители денес се запрашуваат дали говорниот развој на нивните деца се одвива во правилна насока. Се повеќе говориме денес за говорно-јазични нарушувања кај децата. Кога е вистинското време да се побара стручна помош? Колку е важна раната интервенција? За повеќе совети и препораки токму за родителите денес разговараме со логопед Бојан Богдановски. Логопед Богдановски, отвораме една важна тема за родителите денес, за сите оние родители засегнати со прашањето за говорниот развој на нивните дечиња, за имено за говорно јазичните нарушувања кои што вие велите дека денес се почести. Што се говорно-јазични нарушувања? Еве поприродно да објасниме за нашите гледачи и засегнати родители. Така, пред се голем поздрав за сите гледачи. Во однос на говорно-јазичните нарушувања можеме да кажеме дека навистина од ден на ден стануваат се почеста состојба, за тоа се сведоци пред се самите родители, воспитувачите, логопедите и така натаму. Инаку станува збор за состојби кога зафаќаат говорот и кога зафаќаат јазикот, односно тоа како детето разбира и како детето се изразува, односно неговата реченица не соодветствува за возраста, односно таа е аграматична, детето има проблем во изговорот на некои гласови, а честопати тоа е пропратено и со расстройства во концентрацијата, фокусот, вниманието и социјалната интеракција. Кога е вистинската возраст, така да кажеме, кога родителите забележуваат проблем со говорот кај нивните дечиња и вистинското време можеби да побараат стручна помош и да се обратат кај логопед? Кога зборуваме за говорно-јазични расстройства, можеме да кажеме дека родителите најчесто ги забележуваат околу втората година на детето, односно дека детето претходно добро до некаде се развива, почува да развива говорно, потоа се тоа регресира, уназадува и тука се јави прв аларм кога бараат стручна помош и најчесто овие состојби се дел од некоја друга состојба како што е аутистичен спектар, развојна дисфазија, интелектуална попреченост и така натаму, а од друга страна тука се појави пелтечењето, може да се јави околу третата, петата година или понатаму низ животот, или пак оние артикулацијски нарушувања, односно неправилен изговор некои гласови кои што е карактеристичен за децата пред училиште. Велите се почести се говорно-јазичните нарушувања, што придонесува денес за тоа? Дали можеме тоа да го препишеме на брзата технологија, на екраните, на смарт телефоните, на таблетите, на телевизорите? За екранизмот денеска премногу се зборува, односно за изложеноста на модерната технологија и да, таа предизвикува на некој начин стагнирање, односно забавување на детскиот говорно-јазичен развој, но сепак мораме да нагласиме дека технологијата не е причина за појава на некакво си развојно расстройство. Бејќи аутистичниот спектар, развојната дисфазија и така натаму други патолошки состојби во развојот на децата не се предизвикани од модерна технологија. Тоа мора да се и разјасни како една, ајде речеме, проблематика која што денеска се јавува. Која е причината? Можеме да кажеме дека во литературата се спомнуваат многу причини кои што влијаат како пред раѓањето на детето, во текот на бременоста, по раѓањето на детето, но се уште тоа станува една мистерија за науката, односно што е тоа што ќе предизвикува овие состојби. Колку денес е опасен митот дека ќе го оставиме детето само да проспори? Знаете како, секој родител е доста свесен за своето дете и без разлика на тоа што му налага околината, нели, неговите родители, пријателите и така натаму, кај секој родител се буди една свесност и сомнежа за развојот на своето дете и сега тука станува збор за тоа како родителот тоа ќе го прифати, бидејќи тука играат улога и оние одбрамбени механизми на секој родител, бидејќи навистина е тешко да се биде родител, односно да се грижиме за едно дете, но сепак кажуваме дека секогаш кој еден родител ќе почувствува сомнеж кај развојот, не треба да остава детето само да прозбори. Подобро да се консултира со стручно лице, да се добие добар совет и адекватна насока за развојот на детето, а доколку нема потреба од логопед, нормално ќе се даде препорака за стимулација во домашни услови. Колку е подигната свеста кај македонскиот родител денес да се исконсултира со стручно лице, со логопед, колку посети имате чисто за консултација, иако нема можеби некој поголем проблем со говорот кај детето?
Апсолутно, како што спомнав и пред малку, значи сите зборуваме за тоа дека родителите ги изложуваат децата на технологија, дека не поминуваат доволно време со нив, но сепак ние живееме на вистина еден брз начин на живот кој што е доста стресен и секој родител го прави најдоброто за своето дете, некогаш прави грешка, но таа грешка не ја прави намерно, туку го прави најдоброто за своето дете во тој момент. Ако го зборуваме за свесноста кај родителите, можеме да кажеме дека благодарение на нас логопедите, вас медиумите и соработката која што имаме, од ден на ден се повеќе се големува свеста за говорно-јазичните расстройства кај децата, пиотаму се зголемува свесноста за посета на логопед. Како се одвива еден логопедски третман, колку тој е интересен, од друга страна можеби и стресен за самото дете? Најважна е методологијата, односно самиот пристап, односно детето кое ќе се јави на преглед да не доживее травма, туку да почувствува место каде што добива прифаќање пред се и разбирање, топлина и љубов. Потоа ние вршиме дијагностика со примена на одредени тестови, секако искусното око на дијагностичарот, односно примената на обсервацијата, потоа разговорот со родителите, каде ние стигнуваме до една дијагноза, а во однос на тоа се прави план и протокол за третман, каде што тој се спроведува во одредени денови во текот на неделата кај самото дете, се применуваат научно докажани техники, методи и вежби, а потоа се дава советување со родителите, нивно обучување и едукација за спроведување на тој третман во домашни услови и најважно за родителите, они мора да добијат од страна на логопедот пишан програм за спроведување во нивниот дом. Што најчесто ги советувате родителите, ете и да превземат можеби и дома, во нивните домови, совети и препораки за работа со нивните деца? Секој родител кога ќе се соочи со една комплексна состојба кај своето дете, да кажеме пред еден родител се грижи детето кога ќе се настине, кога ќе има покачена телесна температура, некога станува тек збор за аутистичен спектар, пред се треба ние многу да се посветиме на родителот, бидејќи детето има проблем, посетува третман, но и родителот е котерапевт во самиот третман. Ние треба посветиме внимание на него, пред се да го стручно да го едуцираме за самата состојба, што таа носи со себе, како тој треба да се носи со нејзе, во кои институции да се обрати за да добие некаква помош и секако ние бидеме тука да го обучуваме како он да вежба дома со своето дете. Бидејќи, нели, третманите траат по 45 минути неколку пати во неделата, но се отвара прашањето, што кога родителот ќе дојде дома со своето дете? Како тој да постапува и како да се носи со тоа? Колку е подигната кај свеста, ете дека логопедот навистина е важен во развојот на детето, говорот и сите оние други постапки околу тоа? Па никогаш логопедот, ајде да речеме, беше на не толку изразена професија во нашето општество, затоа што се сметаше дека на логопед одат само лицата кои што пелтечат и лицата кои не изговараат некои гласови, неправилно ги изговараат гласовите Р, Л, С и така натаму, но денеска со самиот пораст на бројот на деца со аутистичен спектар, развојна дисфазија, интелектуална попреченост, се зголемува свеста за потребата од логопедот, бидејќи сепак логопедот е тоа лице кое што ги третира овие состојби. Од таму секој родител, дури се почесто се случува, наместо да се консултира со својот матичен педијатар, тие веднаш започнуваат со консултации кај логопеди, дефектолози, психијатри и така натаму. Така, колку е важна брзата и рана интервенција, има ли задоцнет третман на некој од дечињата? Секогаш постои, ајде да речеме, едно задоцнување, но ние тука не треба да бараме кривец, бидејќи не секој родител нели е образуван за да знае медицински информации, кога треба да се јави на логопед, како треба да се одвива развојот на децата, бидејќи нели секој најдобро знае својата професија, но затоа нели треба да се консултира со стручно лице. Од друга страна, кога зборуваме за родителот, можеме да кажеме дека се почесто се јавуваат за консултација, дури читат и доста информации на интернет за да стигнат до што побрза информација за рана интервенција, рана дијагностика и ран третман, бидејќи веќе сите знаеме, тоа е познато во јавноста, нели, се повеќе имаме статии, колумни и така натаму дека тоа дава најдобар резултат кај децата. Но мораме да напоменеме дека постојат нели лица кои што живеат во порурални средини, пооддалечени средини каде што нема толку достапи на логопеди,
дефектолог, па на некој начин родителот нема можност да го носи своето дете на логопед и дефектолог. Па затоа не можеме да кажеме дека постои доцно јавување на третман, туку треба ние веднаш да интервенираме кога они ќе се јават, бидејќи не секој може да се јави веднаш или пак некои состојби се развиваат и подоцна во животот. И ете, можеби за крај да напоменеме дел од најважните совети и препораки до нашите гледачи кои што можеби се родители се соочуваат со ваков проблем кај нивните деца. Па начелата конкретно за овие совети се многу важни, дека пред се треба поминува доста време со своите деца да им дадат топлина, поддршка, љубов и разбирање, ако се посомневаат во развојот на нивните деца, веднаш да се јават кај стручно лице, тоа да не го одлагаат, бидејќи секој одлагање на некаков развоен проблем носи до што поголем проблем. Подобро да превенираме и да се започне што побрзо нели со самите третмани. Ви благодарам што утрово споделивме совети и препораки и малку повеќе информации за говорнојазичните нарушувања кај децата. Се надевам дека ова ќе им користи секако на нашите гледачи. Ви благодарам и вам. Топлината, блискоста и љубовта која што родителите им ја даваат на нивните деца е можеби најважната во нивниот развој. Совети, препораки и информации за говорнојазичните нарушувања кај децата споделуваме утрово токму со логопед Бојан Богдановски. Се надевам дека бевме корисни.